Меѓународниот институт за блискоисточни и балкански студии, ИФИМЕС, новиот советник на премиерот, познат по благонаклонетоста кон Заев и СДСМ уште додека беа во опозиција, повторно со оценка во која предупредува дека земјава сега е цел на меѓународни напади за блокирање на евроинтегративниот процес. Нападите врз Северна Македонија, односно обидите за дискредитирање на власта и институциите на државата ќе продолжат. Искуствата покажуваат дека нешто слично се случуваше и во Црна Гора се до моментот на нејзиното полноправно членство во НАТО. Меѓународната разузнавачка операција Реке долго е подготвувана и вешто осмислена надвор од Северна Македонија. Внимателно се избрани договорени актери за одредени улоги. Алфа се обрати директно во Љубљана. Го добивме еден од првите луѓе на ИФИМЕС, Зијад Беќировиќ, кој е и автор на оваа анализа, а и воедно посебен советник на премиерот Заев. Врз основа на што тврдите дека Македонија е нападната? Дали можете да наведете кои македонски политичари се поврзани? Врз основа на што тврдите дека Рекет е меѓународна разузнавачка операција и која раководи? Колку пари добива ИФИМЕС за советување на владата? Беќировиќ не сакаше да даде одговор телефонски. Не упати писмено да му ги поставиме прашањата. Реците ми, јел могу да вам поставим пар питања? Идем на ручак ту sa jednim čuvenim profesorom, tako da malo mi je nezgodno. Јел могу да вам... Pošaljite na mail pa ćete dobiti odgovore, nije nikakav problem. До овие вести нема одговор на прашањата испратени електронски како што тој побара од нас. На прославата на Денот на независноста Алфа бараше од премиерот Заев да одговори на овие прашања, но тој избегна прво затоа што според неговиот пиар тим не биле предвидени изјави, а потоа и директно избега од камерите. Инаку како што објави Алфа, ИФИМЕС е познат на јавноста по отворените лобирања преку анкети, трибини и други начини за Заев и за СДСМ и пред да дојдат на власт и потоа. Во предреферендумскиот период ИФИМЕС објави анкета дека околу 64% македонци ќе излезат да гласаат, што потоа не се случи. Заедно и шефот на државата, Стево Пендаровски, беа учесници на конференциите на институтот одржани изминатиот период во Словенија. Самиот автор на текстовите, Зијад Беќировиќ, е обвинет од словеничките медиуми дека заедно со градоначалникот на Копер испомпувале пари од буџетот на градот за студии и плагијати, кои потоа ги делеле. Останува нејасно колку народни пари владата им исплаќа посебно на ИФИМЕС и на Беќировиќ за нивните совети.